Житие на светиот маченик Трифун. Светиот маченик Трифун потекнувал од Фригија, од селото Ламсак кам Сада во Апамејската област и живеел во 3 век. Од најрана младост бил прост пастир, чувал гуски и живеел со чистота на срцето и со необична кротост, како човек што не се потпира на земска мудрост, туку на Божјата благодат. Во тоа негово простодушие му била дадена сила од озгора. Господ му дарувал благодат да исцелува болни и да ги ослободува луѓето од демонски маки, не со човечка власт, туку со молитва, пост и смирено призивање на името Христово. Се раскажува дека додека уште бил момче, во неговиот крај настанала голема неволја. На нивите се појавиле штетни инсекти што ја уништувале жетвата. Луѓето биле вознемирени, а сиромашните се плашеле дека ќе останат без леб. Тогаш Свети Трифун, кој самиот знаел што значи глад, не се возгордеал поради дарот, туку ја заселил молитвата, целосно подпирајќи се на Господа. Излегол на полето, прекрстувајќи се и молејќи го Бога да ја сочува трудолюбивата рака на народот. И според преданието, напаста се повлекла. Така уште од тогаш, верните го памтеле како тих застапник на земјоделците и лозарите, не како магичар, туку како слуга Божји, кој го принесува човечкиот труд пред милоста на Создателот. Неговата слава сепак најмногу се разгласила поради едно чудо, што го потресло и царскиот дворец. Ќерката на римскиот император Гордијан била измачувана од лукав дух и никој не можел да й помогне. Тогаш демонот против својата волја извикал дека само Трифун може да го истера. Царот испратил војници и слуги кои што го барале младото момче на секаде и најпосле го нашле како ги пасе своите гуски, скромен, неугледен според световните мерила, а сепак страшен за духовите поради благодатта Божја во него. Го одвеле во Рим пред императорот. Трифун не се уплашил од величието на палатата. Застанал мирно, ја преклонил главата и со молитва ја прекрстил девојката. И лукавиот дух веднаш излегол, јавувајќи се како црн пес, за да се покаже на сите дека злото, колку и да се крие, е немоќно пред Христовата сила. Императорот сакал да го награди својот добротвор со дарови и почести, но Свети Трифун не ја примил светската слава. Ги зел даровите и враќајќи се дома ги разделил на сиромасите. Потоа продолжил да живее како порано, тивко, трудолюбиво, во пост и молитва. Таа негова одлука е првиот голем урок за нас. Благодатта не е за издигнување на другите, туку за служба во полза на ближните. Кога потоа започнал големиот прогон на христијаните под императорот Деки, Свети Трифун бил наклеветен и изведен пред управителот Акилијан во Никеја. Таму, во Никеја, од него барале да принесе жртва на идолите. Меѓутоа, тој цврсто исповедал: Христос е мој живот и моја надеж. Поради тоа, незнабожците фатиле страшно да го мачат. Го обесиле на дрво, го удирале, го влечеле по стути по камења. Му забивале железни клинци во нозете и го носеле низ градот, мислејќи дека болката ќе му го скрши умот и духот. Но тој цело време молчал и се молел. И тогаш, според сведоштвото на очевидците, ангел Господов слегол и му положил светол венец на главата, како знак дека победата не е во избегнувањето на страдањето, туку во верната љубов до крај. Не успевајќи да го скршат, му пресудиле смртна пресуда со одсекување на главата надвор од градот. А Свети Трифун, пред да падне мечот врз неговата благословена глава, му го предал духот на Бога, како човек кој веќе влегува во покојот Христов. Христијаните сакале да го погребаат во Никеја, но тој побарал да биде однесен во својата татковина.
И до ден денес, светиот маченик Трифун се почитува како заштитник на земјоделците и на лозарите, како оној кој со молитва ги оддалечува штетите и болестите од посевите и лозијата. Но уште повеќе, тоа е сведоштво дека Бог ја открива силата своја во смиреното срце и дека вистинската победа е венецот на верноста. Светиот маченик Трифун пострадал за Христа во 250-та година, на околу 20 годишна возраст. Неговиот годишен спомен се чествува на 1 февруари по стар, односно на 14 февруари по нов стил. Неговите свети молитви и застапништва нека бидат со сите нас. Амин.